40 на нови административци ќе се вработат во Министерството за земјоделство. На огласот објавен денеска се бараат советници во кабинетот на министерот, соработници во неколку подрачни единици, како и лица за следење на квалитетот на органското земјоделство. За нив е предвидена нето плата до 25.000 денари. Во меѓувреме, истото ова министерство без најава прераспредели 50 на вработени на нови работни позиции надвор од нивното место на живење. За случајот алармираше и опозицијата. Од ресорното министерство се правдаат. Новите огласи и прераспределбите биле поради проекти финансирани од Европската Унија. Ви известуваме дека огласот за вработување на 41 административен службеник е заради одржливост на тековни и нови проекти финансирани од Европската Унија. Прераспределбата во други населени места е направена поради зголемен обем на работа на местата на кои што се распределени службениците, со цел непречено функционирање на работата која е поврзана со тековни и нови проекти финансирани од Европската Унија. За еден ваков случај минатата недела сторија објави и Алфа. 60-годишната Јованка Наунова од Свети Николе на само една година до пензионирањето ќе треба да патува по 40 километри до новото работно место во Велес. Јованка пред камерата на Алфа се пожали кој ќе ја чува неподвижната ќерка додека таа е на работа. Ова испада како ми го даваат решението едноставно да се откажам од работа. Неполни 2 години имам до моето пензионирање. А ја морам да имам неко средство за живот. Мене ми треба грижа не 4, не 8, 24 часа околу детето. А ја морам да одам на работа како би од економска гледна точка. А ја морам да бидам покрај детето. А мене ме праќа да одам во друг град каде што нема нити превоз никаков. Нема едноставно автобуска линија да кажеме еве. Инаку кон крајот на минатиот месец за вработување во државната администрација се бараа 40 на нови работници, и тоа за пополнување на работни места во агенциите за вработување и енергетика, Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, Агенцијата за цивилно воздухопловство. За новите вработени се нудеа плати кои варираа помеѓу 250 па се до неверојатни 2000 евра. Власта најавуваше дека администрацијата ќе ја реформира и ќе ја направи поефикасна. Наместо тоа, таа од ден на ден станува се побројна.